Естетиката е философска дисциплина, расправа за убавото во уметноста и природата. Ја испитува суштината, условите и критериумите на создавање, доживувањата и оценувањето на убавото односно уметноста. Терминот естетика доаѓа од грчкиот збор аесхесис, што значи осет. Естетиката се однесува на сетилното восприемање, односно сетилното совршенство, кое е најцелосно манифестирање на убавината на сликарството, музиката, поезијата и така натаму. Естетиката како философија на уметноста и философија на убавото ја истражува суштината, условите и критериумите на творештвото, доживување и оценување на убавото, односно уметноста. Уметноста кај старите грци представувала умење, познавање на одредени правила и почитување на категоријата повторувања. Во однос на уметноста, човекот бил откривач, а не творец, со исклучок на поезијата, бидејќи само поетите биле сметани за творци, а сите останати биле имитатори. Во однос на уметноста, Платон сметал дека уметникот само ја копира природата, а природата е копија на идеите. Тоа значи, уметноста е копија на копиите. Во средниот век, во однос на творештвото, се сметало дека само Бог твори и создава. За уметниците и творештвото од Ренесансата па наваму, човекот станува централен проблем и носител на сите творечки дејства. Процесот на уметничко творење се одвива низ 4 фази, и тоа: првата фаза представува продуктивно расположение, представува подготовка за творење, бранување на чувствата и страстите. Втората фаза е фаза на силни изразувања на чувствата. Третата фаза представува создавање на концепција како процес на создавање форми, тоест кога уметничкиот израз се соединува со уште неодредени содржини. Четвртата фаза представува скица како прв квалитетно нов елемент, кога идејата како нов идеален концепт добива оригиналност од страна на субјективноста на творецот. Според Десоар, основните теории на оригиналноста се следните. Теорија на просветлување е она што го карактеризира уметникот да твори во состојба на мистичен занес. Теорија на интензивирање е состојба на постот во која, за разлика од другите, поседува поживи представи и има посилна мок за соживување со делото. Теорија на познавање, техника, суштина и тајната на уметностите е во техничката вештина, во уметноста на рацете, грижливоста, трпението и така натаму.